Градот Скупи. Скупи е стационирањето на 5-тата македонска и 4-тата скитска легија на теренот на новоосвоената Дарданија во времето на Тиберий, веројатно во 13-тата до 11-тата година пред нашата ера. Поинтензивна колонизација и урбанизација на градот веројатно се случила после 15-тата година од нашата ера по формирањето на римската провинција Мизија Супериора. Според положбата, големината, четвртестата основа, маркантните фортификацијски елементи и друго, постои голема веројатност дека градот се развил од легиски логор Каструм. Во време на царот Домицијан, Скупи добил статус на колонија и неговото полно име било Колонија Флавија Скупиорум и во него биле сместени и служените ветерани од 7-та Клавдиева легија. Во градот имало и домашни староседелци со пајонско и дарданско потекло. Во текот на вториот век, Скупи добива особено репрезентативен лик, при што централно место зазема монументалниот театар. Во третиот век, искористувајќи ги битките за превласт на царскиот трон, во Македонија се пробиваат сарматите, а потоа готите и херулите. Во четвртиот век, во градот е забележано зголемување на градежната дејност. Тогаш е изградена и најрепрезентативната градба, базиликата Еден, а кон крајот на четвртиот или во почетокот на петтиот век, во градот била издигната уште една ранохристијанска црква. Царот Теодоси I при своите престојувања во Скупи во 379 и 388 година издал два царски указа. Во четвртиот век станал седиште на епископија, а покасно и на архиепископија. Познати христијански епископи на Скупи биле епископот Даки, епископот Парегори, митрополитскиот епископ Карос, митрополитот Јован и архиепископот на Јустинијана Прима Бененант. Градот Скупи најверојатно не бил поштеден од стравотните разурнувачки напади на хуните во 447 година, а во 518-тата Скупи настрадал во катастрофален земјотрес забележан во хрониката на Марцелин Комес. По 518-тата престанува урбаното живење на римскиот град Скупи, иако постојат индиции дека животот во облик на помала словенска рурална населба продолжил се до 10-тиот, односно до 11-тиот век од нашата ера. Палатата на Собранието на Република Македонија. Во 1930 година бил распишан и конкурс за проектирање, на кој победил архитектот Виктор Лукомски, а изградена е во 1938 по проект на чешкиот архитект Виктор Ј. Худак. Од вградената орнаментална содржина, најинтересен дел е обработката на кабинетите и ентериерот. Проектирни дизајнирани од Д. Инкриостри со резба Салад Лаборес со комплетно обложување на ѕидовите со дрво, поделени на геометриски полиња каде се аплицирани во резба различни геометриски, вегетабилни и зооморфни стилизирани мотиви втемелени на народната уметност и традиција. Изведбата на оваа декорација му била доверена на Глиша Костовски, столар и резбар од Тетово, со неговата тајфа. Зградата е во употреба од 1939 како управна палата на тогашната локална управа. По ослободувањето на Скопје во 1944 во зградата е сместена целокупната администрација на македонската народна власт, председателот на Демократска федерална Македонија, Народното собрание, владата и Уставниот суд. Во периодот од 1954 до 1963 година, како управна палата на тогашната локална управа. По ослободувањето на Скопје, 1944 во зградата е сместена целокупната администрација на македонската народна власт. Во периодот од 1954 до 1963 година изградени се свечената сала и сала 2, а интериерно се уредени помалите сали во свечениот дел,
Охридска и струшка соба со дрворез на таваните. Дзидовите и вратите изработени од мајсторите на традиционалната резбарска школа од Охрид, како и гипсана декорација изработена од римколиските мајстори. Со земјотресот што го зафати Скопје, зградата на собранието видно беше оштетена, после што беа превземени големи зафати за низиното санирање и реконструкција. Во 1966-та е реконструирана и ентериерно уредена парламентарната сала, а изградени се и две нови сали, сала 3 и сала 4. Со самостојувањето на Република Македонија во 1991-та, во зградата покрај собранието се до 12 мај 2009-та бил сместен и кабинетот на председателот на Републиката. Вечно